Кај се заморуваш толку, бе? Абе, јас тебе те зедов за чирак. Калфа да те сторам, а не да ми дремеш тука по цел ден. Но ќе читам, мајсторе. Очите сами ми се затвараат. Ти како ме штрекна? За твое добро те штрекнав. Учи знае детево ти, знаето ќе те рани и тебе и целата фамилија. Веќе и овој лепак. Ни можам да го истругам, ни сапон го ми е. А да ми даваш полесни работи, мистер Димко? Да ти давам полесни работи, море најтешките работи ќе ти ги давам. Оти треба да зајакнеш, мажиште да се сториш. Тука ајде, доста сум муабети, бе. Оваа цокулава ќе земеш од најдебелиот џон и ќе ја пенчетираш. Ама ќе внимаваш оздола ќе коваш по 2 реда дрвени клинци, за да држи. Разбра? Добро, мајстор, само да го наострам ножот. Ајде наостри. Да видиме што читаш ти. А те влече, школијава те влече, а гледам јас. Бргу ќе ја фрлиш ти чеврската фута. Имам основно и 2 класа гимназија, а за понатаму ќе реши татковото кеса. Татковото кесе ќе реши. Ајде, слушай сега. Сега ќе ти дам тропари и сетне чудиш да купиш еден топол сомон и алва. За да подкастеме малку. Разбра? Добро, мајсторе, добро. Така. Ношти го носи, ајде. Јане Сандански бил роден на 18 мај 1872 година во село Влахи, Мелничко, Пиринска Македонија. Потекнувал од земјоделско семејство, а неговиот татко Иван бил знаменосец во Кресненското востание. Подоцна целото семејство од Горна Џумаја емигрирало во Дупница. Јане подработувал како чевларски помошник, но и како молбописец во адвокатска канцеларија. Неуморно читал, жеден да ги открие спротивностите кои од светот создале неправедно место за живеење. Во Дупница го основал легалното македонско друштво Младост и бил негов председател. Војска служел во 13-тиот рилски полк, каде се стекнал со војни вештини. Земал учество во Мелничкото востание, како борец во четата на Стојо војвода. Набрзо потоа се зачленил во Македонската револуционерна организација. Со помош од Гоце Делчев, во 1900 година формирал своја чета, која вршела агитаторска дејност на теренот, но и... Ич не ми е мила ова униформа, старик Јане. Излегов комита да требам турски војници. Трпение, Чернопеев. Оваа акција мора да се изврши молневито. Има ли нешто, Крсто? Јатакот јави за 13 мина на број. Протестанти од Америка. Ама, што ке ни се, брате, протестанти, кога ние си имаме наша христијанска вера? Една ни треба, средновечна жена, известна мис Тон. Ке ја трампиме како златна погача. Убаво замислено, ама турците не се будали. Дошла од Джевнем Америка. И ние ќе ја грабниме и што? Султанот лично ќе ни брои нарака откуп од 10.000 лири. Демек тој ги бере од гранка е баго. Америка е голема земја и ги заштитува своите граѓани. А оваа нивна мисионерка сега оди по турска територија, така? И чија е одговорноста? Еј, пакете бусија, браќа. Оздола и одгора. Сакам целиот карван да го заробиме. И без испуган куршум. Многу народ спотеравме, Јане, па ги одвоив. 2 жени се во коливата, а останатите зобаат страф на отворено. Што ќе наредиш како следно? Да поразговарам прво со жените, па ќе смислам каде и како понатаму. Дојди и ти. Ајде. Дебре невести, не сме волчишта. Мир само и нема да ви фали влакна од главата. Облекава да не ве лаже. Ние сме комити. Народни борци, сте чуле?
Која од вас е мис Хелен Стон? Аха. А вие? Што е? И вие не лафите македонски? Не. Јас сум Екатерина Цилка, преведувач и придружничка на Мистон. И да ви кажам, ова беше дивјачки напад врз еден миролюбив карван. Всушност, што барате ви од нас? Полека, жено. Полека, немој да се жестиш. Еден надвор кажа дека бил ваш маж. Епа подготви се подолго да бидеш разделена од него. Вие две одите со мојата чета. Со мене додека турците не платат откупнина за вашата слобода. Јасно? Ти оди на крсто, кажи му, останатите протестанти да ги чува тука уште неколку часа додека ние не се повлечеме во планината. Ајде, оди. Преведи и на американката. Оваа работа не е играчка. И нема веќе јавање коњи по нашата Македонија. Од сега со нас пеш. Наутро и навечер со корка леп. Се селиме, постојано во движење. Кој знае во каква дивина се наоѓаме. Нивниот водач настојува. Но јас нема да го напишам тоа писмо. Мила, како ја поднесуваш бременоста? Мистон, ки издржам. Иако веќе со часови пешачиме. Знам дека немам право да го барам ова од вас. Мислам на писмото. Ама, ве молам, добро да размислите. Тие 10 редови што ќе ги напишете, може да значат наше ослободување. Грешиш, Екатерина. Мојот Господ не ми дозволува да земам учество во нивните балкански валканици. Кој од кого изнудува пари за пушки, за нови крвопролевања. Секоја почит. Ама ние не се наоѓаме на палубата на парабродот за Америка. Ке ни летнат главите, а јас очекувам бебе. Како не разбирате? Мора да размислите уште еднаш, Мистон. А да избегаме ноќе, додека сите спијат. Мистон, тие луѓе никогаш не спијат. Многу малку знаете за Македонија. Тие не се разбойници, само сакаат да имаат достоен живот. Ете тоа. Сепак, киднапирањето на мисионерката ги дало очекуваните резултати. Турските власти платиле дебел откуп, а во станиците ги ослободиле двете жени. Со добиените лири било набавено оружје и муниција за револуционерната организација. Овој настан добил широк одглас во многу светски весници и уште еднаш потсетил на нечовечките услови во кои чмае македонскиот народ. Јане Сандански, од народот наречен Пирински цар, бил окружен војвода на Серскиот револуционерен округ, на границата помеѓу Отоманската држава и Бугарија. Јане бил голем противник на Врховниот комитет и жестоко се борел против неговите уфрлени чети. Јане, од другарите наречен Старик, станал предводник на левицата. Иако бил против кревањето на Илинденското востание, сепак зел учество во него. Младотурското движење во 1908 година разбудило во него надеж дека по демократски пат ќе може да се оствари сонот за автономна Македонија. Се легализирал и ја оформил Народната федеративна партија. Но неговите политички неистомисленици само дебнеле миг да го лишат од животот. Не им обрнувај внимание, Атанасов. Ги познавам и двајцата. Едниот е Тано Николов, терорист, пријател на Сарафов, а другиот Димитар Запрејанов, провокатор. Долни луѓе. Седи, смири се.
Не го джепкај. Друг пат ние без сведоци ќе го суредиме него. Тано, Сандански си го пие кафето, чиниш го освоил цел Солон. Знаеш колку гревови има сторено? Барем да му се исплукам в лице. Ама ако почнеш, ти ќе почнам и јас, а јас кога ќе почнам, не можам да се воздржам. Па почни бе, Тано. Пиштолот, нели ти беше најверен другар? Ако не пукне, ќе ти зареѓа цевката. Добро вечер, господа. Опинчари. Добро бе, кој бе пушти среде од мен свет, а? Вие сте обични шумски животни. Што е, ќе се тепаш ли, а? Смири се. Скъсам главата, бе, момче. Смири се, Врански, смири се. Не одговарај на провокации, пијана свиња. Пардон, мисија Сандански. Ти ако си толку силен, зашто ти не ме замолчиш, а? Или ти само војуваш против жени, како со онаа мис Стоун американката? Сандански, кажи ми, лебати, колку златници пикна во джебот? Стани, Запарјанов. Немој да зборуваш гадости, животот го посветив на организацијата. Грош немам земено за себе. Така е, Сандански, Сандански, пиринскиот цар. Каква легенда. Левак на левицата. Нарачател на ликвидации. Само да знаеш, се враќа. Избег, пано. Фала Богу. Ги отвори очите. Ме препознаваш? Доктор Тенчев. Да. Наш човек. Каде сум? Во мојата ординација. Ми извади од памет кога затропа на вратата. Сиот облеан во крв. Убиецот. Ако умрам да го посочам убиецот. Тано Николов. Слушај, повредата е сериозна. Еден куршум со влезна и излезна рана. Влегол низ десната лопатка, излегол низ малку пониско од клучната коска. Ќе ти треба хирург. Ќе интервенирам да те префрлат во италијанската болница во квартот Пирки. Што ѓавол влезе меѓу нас, да се испотепавме. Десната рака. Не ја чувствувам. Како парализирана да е. Слушај, повреден е некој нерв. Но сигурен си дека не те следеа до тука? Сигурен сум, сигурен. Се стопив во мракот. Ајде обиди се да заспиеш, ако можеш. Јас ќе излезам. Ќе издействувам да те земат со болничко возило. О, Боже. Софија облепивме со македонски некролози, но ете. И Солун ни стана стрелиште. Јане Сандански бил примен и останал на подолго лекување во посочената болница. Преку признанието на Тано Николов се потврдува учеството на десницата во овој атентат. Николов признал дека револверот го добил од Петко Пенчев, а самиот Пенчев во повеќе наврати се фалел дека е чест гостин кај царот Фердинанд. Со тоа се заокружува мрачната спрега на заговор, диригиран од Великобугарскиот двор. Една година подоцна, исто така во Солун, додека се враќале во својот хотел Колумбо, Јане Сандански и неговиот придружник Стојо Хаджиев повторно биле нападнати и застрелани. Откако заздравеле, ги идентификувале напаѓачите. Тоа биле Александар Василев и Јордан Велчев. Турската полиција ги притворила и биле осудени на по 10 години затвор. Левицата овој пат не возвратила со контраудар кон десницата. Јане рекол: "Доколку сакам да се одмаздувам на тој начин, можам да убијам 20 па и 30 души. Не, поминаа времењата на куршумите."
О, Милчо, брате. Аман, одложи го патувањето. Душмани биле забележани како го душкаа теренот. Од пишаното не се бега. Ајде, оди си. Богу. i Syna i Świętego Ducha. Amen. Oče, Oče, голема народна трагедија, Оче. Ни го отепаа закрилникот, Јанета Сандански. Сакам крштевки, мразам погреби, иш во неврат кучештини. Да го опееш, Оче. Да го опееш со Темјан и со Света Водица. И тоа 3 пати за таков великан. Го прашав Господа. Тој не ми кажува зошто и до кога ќе бидеме несложно племе. Севишен, стивнија крста, дај ни, убави ни. Господи, Господи, Господи. Yeah.